Добро вечер во централното издание на вестите. Еве ги настаните на денот. Извештајот за напредокот на Македонија пред Националниот совет за евроинтеграции. Некои земји за година, 2-3 направиле квантни скокови во реформите, тоа не можам да го прифатам. Власта бара искрен одговор од Брисел. Опозицијата критикува дека се губи драгоцено време. Да не живееме во илузија како изминативе 16 години, дека следната година ќе се случи моментот на проширување. После еден ваков извештај не сум сигурен дека понатаму нема да имаме и други услови. Прашањето за анкетна комисија за Кочани треба да се упати до пратениците, смета Мицкоски. Правиме и ќе правиме се што е потребно за да се помогне во тој случај да се ублажи болката. На обвинителна клупа за трагедијата в среда ќе седнат 34 физички и 3 правни лица. Обуката за возачи поскапува за 35%. Автошколите се правдаат дека им растат трошоците. Таа цена што беше минимална не ги покриваше основните трошоци за плата. Инспектори на град Скопје излегуваат на терен. Стапува на сила забраната за фрлање смет по 22 часот. После 22 да кажам, што може да фрла ѓубре? Преку ноќ кој фрла ѓубре? Никој. Извештајот за напредокот на Македонија се најде пред Националниот совет за евроинтеграции во Македонското собрание. На седницата покрај пратениците присутна беше и претседателката Гордана Силјановска-Давкова, која порача дека Унијата преферира двојни стандарди. Власта и опозицијата пак со меѓусебни обвинувања за текот на евроинтеграциите. Афродита Рамос. Председателката Гордана Силјановска-Давкова упати критика до Европската Унија. ЕУ нема јасна стратегија за Балканот. Македонија има посебни критериуми за членство за разлика од останатите кандидатки, а тоа што ЕУ го бара од нас е спротивно на вредностите на Унијата, вели председателката Силјановска-Давкова на денешната седница на Националниот совет за евроинтеграции и Комисијата за европски прашања, на која се оценуваше извештајот на Европската комисија за Македонија. Некои земји за година, 2-3 направиле квантни скокови во реформите, тоа не можам да го прифатам. Не, реформите се процес. Ако ние кои влеговме во процес на стабилизација и асоциација, се уште не сме стигнале, значи, да бидеме реформирани, тогаш тоа зборува за нешто друго. Ниту рамковниот договор и измените по него, ниту договорот за пријателство и добрососедство со Бугарија и барањата. Еве сега е шансата, испратете го на Венецијанска комисија да видиме што ќе каже тоа. Председателот на Комисијата за европски прашања Антонио Милошевски изрази свое видување за иднината на македонските евроинтеграции. Време е да почнеме да размислуваме за меѓурешение кое нема да значи наше полноправно членство, подлече Милошевски, повикувајќи се на последниот самит на Берлинскиот процес во Лондон, каде што според неговите тврдења станало збор за замореност на ЕУ од нови полноправни членки и немање на цензус за проширување во Унијата. За председателот на СДСМ Венко Филипче пак, ваквите ставови се евроскептични, а државата губи скапоцено време. Која форма на членство или на асоцијативно придружување или на привилегирано партнерство е реална и стои на располагање за Македонија, за Србија, за Албанија, за Црнагора, за Косово, за Босна и Херцеговина и за сите останати кандидати, за да можеме ние како земји кандидати за членство да знаеме во која насока се движиме и до кој степен интеграција може да очекуваме, да не живееме во илузија како изминативе 16 години, дека следната година ќе се случи моментот на проширување. Иако до минатата година имаше само еден услов за почеток на преговорите, а тоа е решавање на билатералниот спор со еден од соседите. После еден ваков извештај не сум сигурен дека понатаму нема да имаме и други услови да се отпочнат преговорите. Нема напредок во клучните области. Имено и денеска да се случат уставните измени, ние утре нема да можеме да го отвориме првиот кластер за преговори, fundamentals, поради тоа што не сме спремни.
Представниците на власта и опозицијата не можеа да се усогласат во тоа дали ова е најдобар или пак најлош извештај за Македонија од Европската комисија во последните години. За власта, средната оценка од 3,11 означува најдобар резултат, додека пак опозицијата на ставот дека уште еден ваков извештај наредната година и постои ризик државата повторно да се врати на ниво на скрининг што го комплетиравме пред 2 години. Буџетското зголемување за судството и обвинителството останува неизвестно. Иако владата најавува решение до нова година, дел од експертите сметаат дека потребни се дополнителни анализи за да се утврди точниот процент од буџетот. Европските податоци за земјава пак покажуваат дека во Македонија има повеќе суди, а помалку обвинители. Михајло Видемлиски. Ќе остане ли судството со предвидените 45 милиони евра, обвинителството со 15 милиони евра буџет за следната година, или ќе добијат повеќе средства? Од Министерството за финансии остануваат на изјавата на министерката Гордана Димитриевска-Кочовска од пред 2 дена дека нивните буџети за следната година остануваат на слично ниво како и годинава и се во рамки на лимитот од Министерството за финансии, но и дека се прават детални анализи за да се утврди точниот процент од буџетот што ќе им следува на судството и обвинителството. Според законот, државата треба да одвои 0,8% од бруто домашниот производ за судската власт, што е околу 115 милиони евра, а за обвинителството 0,4% или околу 45 милиони евра. Според коалицијата Сите за правично судење, проблем е што нема понови анализи колкав процент од буџетот би бил доволен за судството. Но со оглед на тоа дека тој минимум, таа одредба во законот е утврдена пред повеќе години, а до сега не сме имале искуство, не би можеле да кажеме дали 0,8% од БДП е доволно. Она што е проблем кај буџетот кога станува збор за судската власт е тоа што го спомнавме дека никогаш досега не бил утврден, односно никогаш досега не биле обезбедени 0,8% од БДП, средства кои што ќе бидат наменети за судската власт. И тоа што најголем дел од тие средства се трошат на плати. Откако беше објавен извештајот на Европската комисија во кој се побара финансиска независност за судството и обвинителството, пред неколку дена премиерот Мицкоски најави дека до нова година тоа ќе биде направено. А за тоа кој модел ќе биде избран, ќе одлучат по компаративната анализа со земјите од Европската унија што е во тек. Ваквите најави денеска ги поздрави евроамбасадорот Рокас на седница на Националниот совет за евроинтеграции. Повеќе сум охрабрен и од тоа што го прочитав од представниците на владата за независноста на судството, исто така и за независноста и соодветното финансирање. Купната независност и финансиската независност на судството е подкопена од мешањето на други државни гранки. Инаку според анализите на Советот на Европа, во Македонија има 22,3 судии на 100.000 жители, а европскиот просек е околу 17 судии. Бројот на обвинители е 8,5 на 100.000 жители, додека европскиот просек е 11 до 12. Европските извештаи за правосудните системи покажуваат и дека во Македонија секој жител троши 24,6 евра на судството, или 0,39% од целиот бруто домашен производ. Споредено тоа е нешто над просекот на земјите од Европската унија, кои трошат 0,33 до 0,35 од бруто домашниот производ за судството. Цените на храната се следат, а засега не се планираат нови мерки, велат од владата. Од глоби за непазарно однесување, досега собрани 2,5 милиони евра. Владата прави се за поддршка на семејствата на настраданите од дискотеката Пулс, вели премиерот Мицкоски. Според него, одговорот за формирање на собраниска анкетна комисија треба да го дадат пратениците. Судењето за трагедијата инаку почнува в среда во судницата во Идризово, каде на обвинителна клупа ќе седнат 34 физички и 3 правни лица. Јана Јосифовска.
Собранието нема конечен став за барањето на семејствата на загинатите во трагедијата во Кочани, за формирање на анкетна комисија и за надзорна расправа, во кои би се испитале пропустите на институциите, што ги соопштија на протестот во Скопје во саботата. Прашан за постапката и дали наместо партиите, евентуално тој би иницирал формирање на анкетна и надзорна комисија за Кочани. Собранискиот спикер Африм Гаши во кратка изјава за Канал 5 посочи дека парламентот е колективен орган и тој не одлучува сам за постапките, а сите иницијативи, вели, се разгледуваат кога се процесуирани согласно деловникот. Прашан дали пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе го поддржи барањето на роднините, премиерот Христијан Мицкоски одговори дека за тоа треба да одлучат пратениците. Владата ќе продолжи да им помага на семејствата на жртвите во Кочанската дискотека. Ги слушнав двете барања. Апсолутно немам никаква дилема дека ние како влада правиме и ќе правиме се што е потребно за да се помогне во тој случај да се ублажи болката која што е неизмерна, неограничена, голема, а што се однесува за поддршката на анкетната комисија, тоа прашање мислам дека е добро да го поставите на пратениците. Мислам дека ваков тип на соочување со јавноста многу скоро ќе биде кога ќе почне процесот во суд, така што таму ќе можат сите и граѓаните, и јавноста, и вие медиумите да следите што се случувало. Но за сега освен Левица, ниту една партија нема ваква иницијатива. Оттаму денеска порачаа дека власта нема веќе изговори, а надзорна расправа и анкетна комисија за Кочани мора да има. Останатите партии без конечен став од пратеничката група на ВМРО-ДПМН го повторија истиот став од пред 2 дена, дека не расправале во рамките на партијата за ваква иницијатива, но се залагаат за правда и очекуваат одговорноста да се утврди во судскиот процес. Од СДСМ пак велат дека би поддржале надзорна расправа и посебна анкетна комисија за Кочани, но прво за ова прашање ќе се координираат, пошто ќе излезат со став. Судењето за пожарот во Пулс започнува во среда во судницата во Идризово, а на обвинителна клупа ќе седнат 34 физички и 3 правни лица. Сите се товарат за исто кривично дело, тешки дела против општата сигурност. На почетокот на декември се очекува обвинение за полициските службеници, додека во рамки на Кочанското обвинителство се води предистрага за лицата од управата за јавни приходи. Председателот на Собранието Африм Гаши за 11 јануари ги закажал локалните избори за 4 општини, каде во првиот круг немаше доволен број на излезени граѓани. За да биде избран градоначелник, еден од кандидатите ќе треба да усвои мнозинство од гласовите, а со општините дотогаш ќе раководат владини повереници. Ивана Стојановска. Собранискиот спикер Гаши ги распиша повторните локални избори во Гостивар, Маврово, Ростуше, Врапчиште и Центар Жупа за 11 јануари, а ДИК веќе ги отпочна подготовките за изборниот процес. Изборната кампања ќе стартува на 22 декември и ќе трае до 9 јануари на полноќ. Изборите во овие 4 општини не беа успешни и пропаднаа уште во првиот изборен круг на 19 октомври, поради тоа што не беше исполнет цензусот од најмалку 1/3 излезност на гласачките места. Право да се кандидираат, освен партиите, ќе имаат и независни кандидати. Рокот за доставување на листи на кандидати за градоначалници во овие 4 општини е најдоцна 30 дена пред денот на одржувањето на изборите и ќе биде на најдоцна до или заклучно со 11 декември до 24 часот. Ждрепката за редоследот на гласачките ливчиња за листите на кандидати ДИК ќе спроведе најдоцна на 17 декември. Собранискиот спикер Гаши по потпишувањето на указот ги повика партиите да водат мирен, фер и демократски изборен процес, а граѓаните на овие општини масовно да излезат на гласање. Во првиот круг од локалните избори кои се одржаа на 19 октомври, во Гостивар и Врапчиште убедливо најмногу гласови освоија кандидатите на Националната алијанса за интеграција пред кандидатите на Вреди. Во Маврово Ростуше разликата во гласовите беше тесна, околу 600 гласа на кандидатот на ВМРО-ДПМН пред СДСМ. Во Центар Жупа најголем број од гласовите освои кандидатот на Демократската партија на турците пред кандидатот на партијата за движење на турците. На гласањето на 11 јануари според законот не е предвиден цензус, а победник ќе биде кандидатот што ќе освои најголем број гласови. Со општините дотогаш ќе раководат владини повереници, кои наскоро треба да бидат именувани од владата.
Ако говориме за локалните избори како надпревар со спортски термини, тогаш резултатот е 114.000 гласа за Националната алијанса за интеграција и 91.000 за коалицијата Вреди, порача Зијадин Села во последното издание од На кавга со Иван, кое ќе се емитува вечерва во 23 часот. Кога имате една фудбалска екипа, од една страна Влен и од друга страна Нај, така. Така ли? И сега играме. Кој е резултатот според вас? 9-4. А чекај сега, сигурен си дека 9-4 не е утакмицата Нај, Влен и некој куп таму други утакмици? Судијата е дикција. Судијата вика дека се било регуларно, дека настапиле Ама се затворен, јас не велам дедичи тоа се правилата на играта. Ама ти велам да на едната половина од стадионот имаш 11 играчи, а на другата половина на има малце стадионот има некои 50 играчи. Ама не се гледа. Ама како можеш да победиш со 50 играчи? Не се гледа. И трча 11. Тоа е она. Ако зборуваме за утакмица помеѓу Нај и Влен, резултатот е 114.000 со 91 или 2.000. Жално е што ако така директна, ама спортски, добро, сега не разбирам. Многу со спорт, ама спортски гледано вака е. Автошколите ја зголемија цената на обуките за 8.500 денари. Новата цена важи од 1 ноември, а одлуката за поскапувањето ја донело Сдруженијето на автошколи. Оттаму одлуката ја правдаат со зголемувањето на трошоците и велат дека очекуваат разбирање од граѓаните. Повеќе од Маја Стојановска. Секој иден возач, кој од 1 ноември започнал со обука за возачка Б категорија во Скопје, ќе плаќа 8.500 денари повеќе. Според новите цени, обуката за Б категорија која претходно изнесуваше 24.500 денари, сега чини 33.000 денари. Од Сдруженијето на автошколи објаснуваат дека зголемувањето на цените било неизбежно поради инфлацијата и порастот на оперативните трошоци, од гориво и одржување до техничка опрема. Оттаму додаваат дека покачувањето ќе ги одржи автошколите во живот, бидејќи поради ниските плати, секторот се соочувал и со недостиг од кадар. И автошколите ја придржуваат таа цена еве скоро 10 години до сега, до 2025 година. Сами сте сведоци, значи низ текот на тој период од 2015 па до сега, каде отидоа другите цени, таа цена што беше минимална не ги покриваше основните трошоци за плата, а никој млад човек не се решава да работи за минимална плата. Верувате. Автошколите во следниот период ќе ги зголемат цените на обуките од 20 до 30% и за останатите категории, кои сега чинат од 15.000 до 40.000 денари. Апостоловски по зголемените цени не очекува намалување на интересот за полагање и очекува разбирање од страна на граѓаните. Тоа беше неминовен чекор, нели? Така да, ако за сите други активности, за сите други потреби граѓаните наоѓаат да се снајдат, ова еднаш во животот се на ваков чекор се нели поминува полагањето, би требало да има разбирање за тоа. Покрај сумата од 33.000 денари за обуката, кандидат кој сака да се стекне со возачка Б категорија, има почетни трошоци од 1.200 денари за лекарско уверение, 250 денари за посета на полигонот, 1.500 денари за користење на возилото на автошколата пред двата практични дела од полагањето, како и трошок за секој дополнителен час кој надвор од предвидените 36 чини околу 1.000 денари. Секое полагање пак чини дополнителни околу 2.500 денари. Според податоците на МВР, годинава за прв пат возачка дозвола извадиле вкупно 19.963 лица, од кои најмногу, или 6.994 во Скопје. Цените на храната внимателно се следат и засега не се планираат мерки за да се спречи нивното евентуално зголемување, вели заменик министерот за економија Маријан Ристевски. Тој соопшти дека од досегашните казни за непазарно однесување на трговците се наплатени над 2,5 милиони евра. Сандра Спасовска.
Ги следиме движењата на цените на прехранбените производи. Не очекуваме предпразнично тие да се зголемат, но доколку се случи тоа, ќе интервенираме, уверува заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Вели државниот пазарен инспекторат постојано е на терен. За една година од спроведени над 20.000 инспекцијски надзори, во буџетот од изречени казни слеани биле околу 2,5 милиони евра. Во насока на стабилизација на цените од ресорното министерство велат, во функција и законот за нефер трговски практики, за кои следната година ќе бидат предложени измени со цел зголемување на висината на паричните казни, кои сега изнесуваат максимум 20.000 евра. До сега имаат поднесено околу 30 налози за глоба и тие постапки се пред управен суд. Која ќе биде висината на глобите изречени за непочитување на овој закон за нефер трговски практики, треба да очекуваме да наскоро да има од страна на управниот суд и конечни решенија. Па очекуваме ова како предлог да дадеме наредната година, 2026 година, кога ќе имаме повисоки казни, поголемо удирање по джебот на овие трговци кои што го изигруваат законот, тоа ќе имаме и уште поголемо почитување на законот. Во однос на минималната плата, Ристевски вели се додека не се постигне договор за незино зголемување во рамки на ЕСС, ќе важи постојаната формула за присметка и додаде дека како влада ќе поддржат секаков договор, вклучително и за промена на формулата, но само ако има согласност од сите страни во рамки на економско-социјалниот совет. Од Сојузот на стопански комори пак се наставот дека за повисока плата мора и поголема продуктивност. Ние сметаме конкретно од Сојуз на стопански комори дека треба да се направи се дадените вработени да останат тука, меѓутоа мора да се постигне еден баланс каде што не може цело време да се оди да се тврди нели платата, а во меѓувреме да соодветната продуктивност каде што сметам да не се поврзе тоа и да се дојде во ситуација да компаниите можат да го носат на плеки тој товар. Инаку до крајот на месецов треба да се одржи седницата на економско-социјалниот совет, на која се очекува да се разговара за инфлацијата, владината потрошувачка кошничка, но и за минималната плата. Во Скопје од денеска стапува во сила забраната за фрлање отпад од 22 часот навечер до 6 часот наутро. Градските власти најавија дека инспекторите ќе бидат натерани по полноќ со цел да бидат санкционирани оние што ќе ја прекршат забраната, а во контролите ќе бидат вклучени градските инспектори и комунални редари. Јорданчо Цветановски со деталите. Од вечерва започнува забраната на фрлање на отпад. Истата ќе трае од 22 часот до 6 часот утрината. Граѓаните и правните лица кои ќе бидат затегнати ќе бидат парично казнети. Казните за физичките лица се 50 евра, додека пак за правните лица ќе се движат од 1300 до 1800 евра. Инспекторите и комуналните редари ќе прават контроли на терени по полноќ, како што соопштија претходно од град Скопје. Прекршоците ќе се констатираат на лице место, а доколку наидат на веќе исфрлен отпад од поголеми размери кој ќе биде поинаков од вообичаениот на домакинствата, ќе се прави подетална контрола на правните лица. Во врска со тоа, дали оваа забрана ќе важи за маркетите, но и за угостителите, кои најголем дел од нив работат и по 22 часот, од град Скопје соопштија дека тие ќе добијат посебен тарифник и контейнери за одлагање на отпадот. Во наредниот период собствениците на угостителските објекти ќе бидат повикани во јавното претпријатие комунална хигиена за склучување договори, со што процесот официјално ќе започне. Предвидено е и маркетите да добијат посебни контейнери. Целта е да го намалиме притисокот врз постојните контейнери и да ги спречиме ситуациите во кои картонската амбалажа го преполнува јавниот простор. Велат од град Скопје. Поголемиот дел од граѓаните сметаат дека забраната за фрлање на отпад после 22 часот е добра. Па ќе го чуваме, добро ќе го фрламе дењи. Па треба да биде добро. Значи верувате дека ќе даде некаков? Ќе даде резултат сигурно. После 22 да кажам, што бориш да фрлаш џубре? Да, ќе се очуваш да Па и на запад така. Абе најубаво беше кога пред да иде да знаеш 1 сат, 2 да го изнесеш да го земат. Тоа е најубава варијанта. Преку ноќ кој фрла џубре? Никој. Остан. И каде ќе очувате ѓубрето? Или навечер не фрлате? На балкон. На балкон. Си собирам и после ќе си појдам да се офрлам и така. Инаку вчера вечер градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски и премиерот Христијан Мицкоски направија обиколка низ центарот на градот, за да видат како изгледа метрополата по чистењето и мењето на улиците и кеот на Вардар, кој започна на почетокот на овој месец.
Во Основниот кривичен суд Скопје за случајот онкологија пред судот сведочеа двајца лекари специјалисти и застапници на оштетени пациенти. Даниела Поповска, онколог и радиотерапевт која долги години работела на клиниката, појаснуваше во врска со тоа со кои лекови може да се комбинира лекот палбоциклит. Зоран Атанасов, доктор со 35 годишно искуство, сведочеше дека одлуките за таргет терапија прво се носеле со параф на директорот, а потоа бил воведен стручен колегиум со раководители на оддели. На рочиштето обвинетата Симонида Црвенковска поставуваше прашања до колегите за начинот на давање одредени терапии, додека обвинителството настојуваше да утврди дали постапките биле во согласност со протоколите. Сведок син на оштетен пациент изјави дека татко му примал терапија и зрачења, но имал проблеми со закажување на PET скен, кој наместо во јуни бил направен дури кон крајот на август. Од денеска до 20 декември е отворен јавниот повик за доделување вредносни ваучери за студенти за набавка на електронски уреди. Со повикот предвидено е 55.000 студенти да добијат по 15.300 денари за електронски уреди. Ќе ги добијат студентите за технолошка опрема кој сами ќе си ја изберат. Студентите ќе имаат месец и пол да се пријават за да можат да го добијат ваучерот. Не сакавме, како многу влади во минатото што правеа, тоа да го правиме пред изборите, затоа што да не биде сватено како поинакво однесување, неетичко однесување од страна на владата. Чекавме изборите да завршат и да го објавиме официјално да завршат. Диабетичари поради нивната болест и барањата за боледувања добиле отказ од работното место, алармираат од Сојузот на здруженија на диабетичари. Дополнителен проблем според нив е и обезбедувањето на сензори, бидејќи со последниот план за набавка повторно се покриваат само околу 20% од диагностицираните. Секој човек со тип 1 во фабрика треба да има сензор. Зошто? Неотпомодарството е суштинска потреба. Зборуваме за луѓето кои што се во работна средина на работа, работоспособни кои што треба да даваат во производството, економскиот моќ да се зајакнува на граѓаните и на државата, со тоа што ќе се обезбедат доволно услови за исхрана, доволно паузи на работа за луѓето со тип 1 кога имаат потреба, да имаат можност да прикаснат нешто грицки благо. Дури и тип 2 на базал болус кои што имаат повеќе кратна терапија. Значи ние уште сме далеку. Да. Затоа што 850 тоа представува кој процент од луѓето со тип 1? Да. Бугарија, Србија, а и Бугарија Европска унија, ама е Србија, Босна. Па не знам Србија значи тие имаат многу поголема пенетрација на CGM за тип 1 диабетес. Само вистина со Александар Вединовски во продолжение на Канал 5. На гости му доаѓа Љубомир Гајдов. Останете со нас.